Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Како министерката за труд и социјална политика Мила Царовска се најде на линијата на огнот меѓу ДУИ и СДСМ? Али Ахмети ја обвини Царовска за специјална војна против ДУИ со објавувањето на скандалот во Фондот за пензиско осигурување за неуплатени 19 милиони евра пари на околу 12.000 осигуреници во вториот пензиски столб. Ахмети вели дека поради неодговорното однесување на, како што ја ословува, една министерка, неговата ДУИ сега плаќа висока политичка цена, иако ни денар не бил злоупотребен од кадрите на неговата партија, кои со години раководат со пензискиот фонд. Колегата на Царовска, вице-премиерот Бујар Османи, ја обвини за пласирање фейк нјус и најави тужба против неа. Зошто овој случај толку многу ја налути ДУИ? Претера ли Царовска со квалификациите или реално некој треба да одговара? Дали сега има тенденција на прикривање и туркање на скандалот под тепих? Се дел од прашањата за кои вечерва ќе разговараме со министерката Мила Царовска. Ќе прашаме и зошто пакетот закони за големата реформа во социјалната сфера, со која неколкукратно треба да се зголемат социјалната помош и детскиот додаток, е заглавен во собранието. Дали е тоа уште поголем камен на сопнување меѓу ДУИ и СДСМ? Ќе го отвориме и прашањето за законот за антидискриминација, кој исто така е блокиран во парламентот. Во финишот ќе видите и нова саботажа. Бидете на Алсат, интервјуто со Царовска почнува по кратка пауза. Гледате 360 степени. Тензично е на релација СДСМ-ДУИ во последните неколку недели. Летаат искри на тема кандидат за претседателските избори, а фрикцијата е уште поизразена кога е во прашање случајот што го обелодени министерката за труд и социјална политика Мила Царовска за неуплатени 19 милиони евра пари на осигуреници во вториот пензиски фонд во време кога со оваа институција раководеа и раководат кадри на ДУИ. Последното во серијата обвинување на адреса на Царовска дека е неодговорна поради што ДУИ плаќа висока политичка цена, дојде лично од Али Ахмети во неговиот настап на МТV2. Pa e marr rastin e fundit, për shembull, del me pa përgjegjësi ministre dhe thot janë humbur 19 milion euro në fondin pensional dhe tash unë e kuptoj një porosi që kjo është një luftë si ta quaj speciale kundër Bashkimit Demokratik për Integrim, sepse kanë rastis drejtorët të jenë Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe unë e marr si një luftë speciale kundër Bashkimit Demokratik. Shko ka prokurori. Që ju 19 milion euro. Dhe tani, del sot thot është një gabim teknik, po për një gabim teknik po unë paguaj kosto politike. Dhe nuk është puna që e paguaj unë, po ti po fyen, po poshtron mbi 100.000 votues të Bashkimit Demokratik për Integrim. Nuk është çështja që e thjesht. Тешки зборови од Али Ахмети упатени на адреса на министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Слушнавме од тоа дека ширите фейк нјус, дека сте неодговорна и дека со таа ваша неодговорност ДУИ сега плаќа висока политичка цена. Видете, она кое што се дискутира во јавноста повеќе од 2 недели е она што во пензискиот фонд се случувало претходни 10 години. Сметам дека многу одговорно и многу транспарентно како министерка пристапив кон стабилизација на пензискиот фонд и сметам дека тоа е суштинска работа. Царовска, година и пол сте вие на чело на овој ресор. И во ваше време се случувало ова. Зошто дури по година и пол го обелоденувате овој случај? Заради анализите кои што беа потребни. Целиот систем не е поглед на 10 години, воопшто. По анализите кои што се правеа со меѓународни домашни консултанти се добија индиции. Тие индиции се во извештај, ние не правевме истрага. Во суштина ние баравме решение за системот. И тие решенија на системот се понудени во извештајот. И тој извештај покажува дека одредени недостатоци се пронаоѓаат. И тој индицира дека има
нетрансферирани финансиски средства од првиот кон вториот, при тоа тие членови 12.000 требале да бидат задолжителни членови и во второто пензиско друштво. И со тоа тргнавме да ги разгледуваме сите други институции вклучени во овој процес и друштвата, да видиме какви тие податоци имаат, МАПАС што правел во целиот тој период, дали министерството имало претходни информации за целото, за да може да направиме слика и за да сме сигурни дека реформата која што ја направивме за стабилизација на пензискиот систем, ќе го надмине и ова системско прашање кое што е суштинско за овие граѓани чии што финансиски средства не биле оплодувани во периодот кој што требале да бидат. Претпоставувам дека тоа што им пречи на ДУИ е споменувањето на околу 19 милиони евра придонеси и приноси кои што сега од државниот буџет ќе одат во вториот пензиски столб, затоа што државата реши да ги обештети осигурениците. И кога ќе се спомнат 19 милиони евра, првата асоциација е дека некој може би ги ставил во джеп. Но такво обвинување нема. Тие пари не завршиле во ничиј джеп, туку наместо во вториот пензиски столб биле користени за исплата на пензиите сега од пензискиот фонд, така? Многу интересно што многу политичари заземаат став за работи кои што не се истражени. Јас не сметам дека како министерка во моментов треба да кажам каде биле финансиските средства, дали биле злоупотребени или не биле злоупотребени. Она кое што го кажувам и на пресконференцијата го кажав е дека она што е пронајдено како недостаток во системот е надминато со новите законски решенија, се обезбедени финансиски средства за овие граѓани да бидат обештетени и со придонес и со принос. Се останато е процедура која што други надлежни органи треба да ја водат, затоа што јас како министер и министерството сме органи на државната управа. Ние немаме можност да истражуваме ниту да кажеме каде се финансиските средства. Ако добро разбирам, вие велите не се уплатени во вториот пензиски фонд, но не знаете каде отишле. Тие финансиски средства пензискиот фонд мора да знае каде се. Не, вие знаете ли? Јас не апсолутно, заради тоа што тие се транзиционите трошоци кои што од буџетот заминуваат или по придонеси заминуваат во првиот пензиски фонд и тоа има обврска да ги распореди финансиските средства. Анализата што ја правевте не покаже каде отишле тие пари. Ние не правиме анализа на сметките во пензискиот фонд. Се правеше анализа на системите и процесите, затоа што наша главна цел беше анализа на пензискиот систем и процесите во него со цел отклонување на сите можности за доцнење или за злоупотреба, дополнително и сакавме да видиме зашто одредени представки за ниски пензии стигнуваат на адреса на Министерството за труд и социјална политика. Сега имате изјава дека навистина станува збор за техничка грешка? Не, таква изјава од моја страна нема. Јас кажав дека ова е системски проблем кој што опфаќа многу институции, затоа што е сложен пензискиот систем, тоа од прв момент го кажувам, и дополнително е суштински проблем, на неколку пресконференции го кажав, затоа што станува збор за граѓани кои што немале информација дека нивните финансиски средства не се трансферирани во индивидуалните сметки во вториот пензиски столб. И со тоа се ако велите дека е системски проблем, тогаш може на крај да испадне дека нема персонални одговорности, дека никој лично не е одговорен, туку дека негде проблемот бил во законот, во систем. Велите дека е системска грешка. И системска затоа што целиот систем едноставно заборавил дека треба да се следи и дека треба одговорно со финансиските средства што работодавачот ваш денеска ви ги уплаќа за придонеси, одреден процент останува во првиот пензиски столб, но одреден процент заминува во вториот, за да вие може да земете комплетна пензија. И тоа е суштински проблем за вас како поединец, кога утре ќе се соочите. Разбирам, но вие велите сега системски е проблемот, како да сакате да кажете дека персонална одговорност нема. А кога јас посочив персонално или лице кое што е одговорно за истото ова, но не е технички проблем. Ова е системски проблем кој што значи дека едноставно неодговорно се пристапило кон креирањето на политиките, следењето на политиките во државата кои што се однесуваат на пензискиот систем. И токму затоа тогаш нема работа за јавното обвинителство? А тоа јавното обвинителство ќе утврди. Моја одговорност согласно кривичниот законник е она кое што го имам како индиција да го доставам, а оние кои што се одговорни да прибават докази
да ја следат состојбата, да испрашуваат и да ги анализираат процесите каде и за чија цел отишле тие финансиски средства, дали некој ги земал, не ги земал, значи тоа не е надлежност на Министерството за труд и социјална политика. Јас сметам дека ние навистина одговорно и отчетно пристапивме кон целото ова, ги информиравме граѓаните, сега и со писма ги информираат за трансферите на финансиски средства, за обештетувањето. Дополнително јавното обвинителство сметам дека треба да има информација дека во таков и таков извештај се најдени овие индици. Дополнително се имаат ревизорски извештај и се она што им е потребно за да може да се пристапат кон прибавување докази. Денеска 2,5 часа поминавте, бевте повикана во својство на сведок во основното јавно обвинителство Скопје. Веќе се појави името на обвинителката која што го води предметот, Лидија Раичевиќ. Како помина распитот? Како распит. Значи стандардна процедура во која што обвинителката прашува, ние одговараме и тоа е на кое што може да го каже. Нешто друго специфично може да кажете од распитот? Не мислам дека е во постапка и не би требало, не би било умесно да коментирам или да изнесувам податоци од таму. Добро, очекувате дека обвинителството ќе го истера овој случај до крај? Јас очекувам професионално и одговорно и сигурна сум во тоа дека ќе го направи. Добро, беше нешто побарано дополнително од вас во оваа фаза? Да, документација одредена која што треба да се прибави. И вие таа ќе ја доставите? Секако имаме уврска. Се тоа е сега санирано, средено и овие луѓе кои што до сега не ги добивале парите на сметките во пензиските друштва, сега почнаа да ги добиваат? Да, во 6 наврати ќе се прави префрлување на финансиските средства. Првите трансфери започнаа за повеќе од 4000 лица кон вторите пензиски друштва. Во февруари месец ќе се направи втората група со приносите за првата група и така до јуни месец очекуваме да се завршат распоредувањата и од вториот столб кон првото друштво и од првиот столб кон вториот столб. Имате чувство дека како министерка која без многу скрупули можеби за деликатноста на односите меѓу партнерите во владата му прави проблеми сега во пресрет на претседателските избори на премиерот Заев? Не сметам дека транспарентно, отчетно, одговорно постапување и информирање на јавноста треба да смета на кој да е. Така да не сметам дека ние како влада имаме во моментов проблем со ова прашање, посебно што сме посветени на тоа да целиот систем кој што беше зачмаен низ изминатите години да го вратиме во правилна насока и граѓаните да знаат што се случува во него и да знаат во кои моменти се случиле одредени работи кои што можеби биле на нивна штета и сметам дека така и треба да продолжиме да работиме. Како вие личниот однос сега со колегите од ДУИ? Синоќа имаше владина седница, лично имавте контакт со некој од нив? Ви забележа за ова? Постојано сме во лични контакти, јас и директорот на ПИОМ исто така имаме и заеднички пресконференции, дополнително состаноци за текот на спроведувањето на различни програми во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Мила претеравте? Не заради тоа што мислам дека во јавноста се направи повеќе фама околу ова прашање, отколку што ние помеѓу себе имавме различни ставови за ова. Ова е став на сите, дека едноставно се случил некаков пропуст во даден период и тој треба да биде разрешен, се разреши, луѓето се обештетија и јавноста треба да знае. И е важно да знае, затоа што многу би било интересно да дома на домашна адреса, без да имате предходна информација, ви стигне дека вие имате толку и толку пари на вашата лична сметка, а никогаш не знаете дека сте биле член на втор столб. Така да сето тоа. Не ли е прелесно ова квалификување дека проблемот е решен, граѓаните се обештетени, а во принцип 19 милиони евра кои што не биле планирани за ова, сега мора од државниот буџет специјално да се извлечат и да отидат на место на кое што не биле претходно планирани. Затоа ви реков дека работата не е техничка, туку е суштинска. И дека за овие граѓани ова значи многу, но моја обврска е да не само го за тие, и за ова. сите нас, бидејќи сите ние придонесуваме за тие пари кои што сега ќе одат на тие сметки. Се согласувам, посебно што со ова се направи да граѓаните станат многу посвесни за што се уплатуваат нивните придонеси кои што работодавачите ги даваат. Во суштина, секој работник си го плаќа придонесот преку работодавачот како
задршка е придонесот, но секој работник си ги уплаќа овие придонеси, треба да знае каде му се финансиските средства. Тоа што ме радува е што сега се повеќе и повеќе граѓани се јавуваат и прашуваат дали сум во листата, не сум, ќе станат свесни дека едноставно треба уште денес да следиме што се случува со парите што ги очекуваме после како пензија, заради тоа што не е само солидарниот систем веќе, не е само првиот столб, туку имате индивидуална сметка на која што имате пари кои што се множат и очекувате да добиете 2/3 од пензијата од вториот столб. Поправете ме ако грешам, вие сте шефица на ресорот со убедливо најголем буџет во рамките на владата. Од 3,7 милиарди евра за оваа година, 725 милиони се под вашиот ресор, така? Така. Тоа е прилично значајна и голема сума и одговорност во исто време за Царовска. Така. Кога се односите со Дуи во прашање, уште една тема од вашиот ресор се чини се испречува на тој пат, тоа е поголемиот пакет закони од социјалната сфера. Владата ги усвои на седница некаде кон крајот на декември минатата година. Еве речиси месец и пол дена подоцна. Законите се во собранието, но никако да дојдат на дневен ред. Тоа е таа голема реформа за која што повеќе пати имате зборувано, ја промовиравте повеќе пати. Таа, меѓу другото, за граѓаните да им биде јасно, треба неколкукратно да ја зголеми социјалната помош, се воведува така наречениот минимален гарантиран доход, трикратно, па и повеќекратно се зголемува социјалната помош за дел од овие семејства, се зголемува детскиот додаток. Што е проблемот? Зошто законите не се на дневен ред на собранието? Законите очекувам многу скоро да бидат усвоени, затоа што граѓаните ги очекуваат финансиските средства. Ако не се лажам, реформата требаше веќе да стартува со спроведување. Така е. А законите се уште не се на дневен ред, а не да бидат донесени. Така, мнозинството во парламентот сметам дека во моментов дискутира по однос на одредени прашања и по однос на реформата и очекувам многу скоро со национален консензус. Што се ти одредени прашања, што се проблематични, Има господјо Царовска? специфични, тие веќе ги зборувавме во јавноста, по однос на додатокот за трето дете, кој што апсолутно е неиздржан како мерка демографска, која што имала во одреден период цел да го зголеми наталитетот во државата, но не го зголемил, не дал ефекти после 10 години. Заради публиката да објасниме, Дуи не се согласува со вашиот предлог да се укине овој додаток, не за оние што сега го земаат, дури не за оние што во следните 10 месеци ќе добијат дете, туку за сите по нив, а вие предлагате наместо тоа да се добива еднократна помош за прво, второ, трето дете, така? Социјалниот систем бил уништен и бил измешан демографскиот, да речеме демографската политика со социјалната политика што не се заедно. И сега овој додаток за трето дете е ставен во социјална политика, целосно погрешно, од кој да е познавач на социјални системи, ќе кажеме, тоа е демографска мерка која што треба да е надвор од социјалниот систем и не со пари се прави демографска политика во ниту една држава која што сака да стварно зголеми раѓања во државата. И сега се меша дискусијата. Велиме да, трето дете е важно да се трансформира како демографска политика во еднократен износ и за прво, и за второ, и за трето дете, но при тоа социјалната помош или минималниот адекватен приход треба да се врзе со детските додатоци и со образовните додатоци. Зошто? Затоа што нашиот индикатор за човечкиот капитал кажува дека ние сме на дното во регионот и ако не инвестираме во образование и не се инвестираме во децата, посебно оние кои што ни се во сиромашните семејства, затоа што не им го изедначуваме нивото на потенцијал и нивото на пристап до услугите и до образованието, тогаш не сме направиле ништо како држава. И токму затоа целата оваа реформа значи две работи. Едно е удираме во детската сиромаштија, да ја намалиме и да провоцираме поголема посета на образование кај децата, и втората компонента е активација на оние кои што се во систем на социјална заштита, што значи дека ова не е само социјална реформа, е општествена. Ако до вчера ги гледавме, кога зборувате, тоа е да ги ангажирате да бидат станат активни на пазарот на трудот. Активни на пазар на труд, затоа што до денеска ние им даваме трошки на примателите на социјална помош и ги оставаме да бидат на пазар на сива економија, да прават што мислат со својот живот, а притоа ние да не ги следиме. Не. Зошто е проблематична мерката за трето дете сега на доместокот кој што се добива? Тоа ќе мора да прашате други, јас не слушнав до сега ниту еден аргумент од ниту еден експерт, ниту од одреден политичар, аргумент зошто додатокот за трето дете и покрај тоа што велам сите што го оствариле правото до денес ќе го примаат уште 10 години колку што е правото и по закон, и ако го остварат правото уште 10 месеци
ќе може да им го дадеме правото и ќе го користат уште 10 години, што значи фискалниот ефект на буџетот ќе биде уште 10 години по однос на овој додаток за трето дете. На вистина не можам да разберам зошто имаме проблем со вакви. Јас повеќе ве прашав од аспект на вашите аргументи. Зошто сметате дека оваа мерка треба да се укине? Заради тоа што не е добро таргетирана, заради тоа што процентот на луѓе кои што се со високи придонеси и со високи примања добиваат додаток за трето дете. Сметам дека сите финансиски средства кои што се во системот на социјална заштита и според меѓународните организации треба да се таргетираат кон најсиромашните, оние кои што имаат најмногу потреба. А придонесува ли за природниот прираст? Не, апсолутно, па јас по статистика може да се види дека ние за 10 години од 13,3 сме паднале на наталитетот 11,1. Во сите региони е пад. Значи, во сите региони во Македонија дополнително дали во низ нашиот етничка регион. смисла има логика ова дуи што го бара? Дали кај албанците можеби дават други резултати мерката? Јас велам да ги погледнеме сите региони. И таму каде што имаме доминантно албанско население. Дали расте? Не. Тоа ни укажува дека мерката после 10 години не го дава својот ефект. И јас сакав да слушнам аргументација поинаква. До денеска не ја слушнав аргументацијата. Значи тоа е едната работа која што е кочи реформата, има нешто друго? Во државната пензија имаат аргументи кои што велат дека еден ден стаж не треба да биде вклучен во добивањето на државна пензија. За оние што не се упатени да кажеме дека предлогот е да се воведе така наречена државна социјална пензија за оние кои што не исполниле минимум 15 години работен стаж за да добијат редовна пензија, но при тоа вие сметате дека еден од условите за да се добие државна пензија, која што ќе изнесува колку 40%? 40% од просечната, тоа е некаде околу 5.900-6.000 денари. Услов за тоа да биде минимум еден ден работен стаж да се има. Да, со цел да можеме да утврдиме дека тие лица постоеле во системот некаде. Вие знаете дека попис во Македонија многу долго години немаме, знаете дека немаме се уште регистар на население и тоа ја оттежнува проекцијата и пресметката што тоа значи кога вие ќе го воведете нештото во државата. За прв пат се воведува државна пензија и токму затоа треба да се направи врз основа на анализи, проекции, податоци, буџет. За да може да се направи таква проекција, ние предложивме да биде еден ден стаж во реформата. И сега дуи не го прифаќа тоа. Не, заради тоа што вела дека има граѓани кои што немале можност никогаш да бидат пријавени во пензискиот фонд и ги нема во тој регистар и тоа е нешто за кое што може да дискутираме и да дебатираме. Јас очекувам дека во парламентот мнозинството ќе разговара со факти и аргументи дека ова е тема на дискусија. Значи сепак мислите дека има простор да се прифати дека и без минимум еден ден регистриран стаж дека ќе може да разговараме со аргументи, да ги соочиме сите факти и бројки и после тоа ќе треба да се донесе одлука. Имате ли контакти со ДУИ на овие теми? Разговарате, преговарате? Да, на неколку наврати сме разговарале. И нема до сега договор? Чим во парламентот се уште не се изгласани законите, значи дека се уште сме во процес на дискусија и дебата. Имате нешто договорено за следниот период, дека ова ќе се обидете да го забрзате? Ова ве прашувам затоа што на прагот се претседателските избори, доаѓа кампањата, парламентот во еден период нема воопшто да работи, така што реформата ако не се изгласа до пред претседателските избори, тогаш може да биде значајно одложена дури за на лето. Се согласувам, јас очекувам дека сите претеници треба прво да седнат да ги прочитаат законите и да ја разберат важноста на законите за многу голем процент од нашето население, посебно оние кои што досега живеат на работна сиромаштија, посебно децата во нашата држава кои што се од сиромашни семејства и да создадат едно мнозинство кое што ќе ги изгласа овие закони. Добро, очекувате сепак брзо договор? Да, очекувам дека реформата ќе помине. Добро, немате предпоставка, антиципација кога тоа би можело да се случи? Во најскоро можно време за да може да граѓаните добијат решенија за новото ниво на социјална парична помош или минимален адекватен приход и да почнеме да исплаќаме. Колку брзо тоа ќе оди? Имате представа за да стартува, за да стартува сето тоа, за да почне да се спроведува? Во законот имаме ставена одредба која што кажува дека од моментот на донесување на законот, решенијата ќе важат од први следниот месец. Што значи, ако кој да е датум во февруари ги донесеме, од 1 март би важеле и првата исплата би била
од 1 до 5 април, како што исплаќаме социјална парична помош, исто минимален адекватен. Има ризик граѓаните да се изгубат повторно во тие административни и правни лавиринти? Не, заради тоа што сега течеше обнова во центрите за социјална работа на сите постојни корисници, се направија дополнителни групирања и според новиот закон со цел да ги намалиме административните процедури и да може од моментот на донесување на законот имплементацијата да почне брзо. Уште едно прашање во овој пакет имам за да нема разочарувања подоцна. Кој се ќе биде опфатен со мерката за државна пензија? Вака се стекнува впечаток дека сите кои што според сегашниот предлог имаат минимум еден ден работен стаж, а немаат 15 за да имаат редовна пензија, ќе може да добијат државна пензија, така ли? Не, заради тоа што тоа е државна социјална пензија. Се што има збор социјална во себе, значи дека има материјален цензус, значи дека е материјално пресметано или минстестат. И тоа кажува дека оние граѓани кои што немаат друг извор на приход од кој што може да се издржуваат, но само како семејство помеѓу сопруг и сопруга возрастни над 65, независно од децата. Ако да речеме сопругат има пензија, а сопругот нема, тие ќе се издржуваат со пензијата од сопругата. Сопругот нема да добие државна пензија. Но ако двајцата немаат приход и немаат други извори на финансирање, кои што не ги вклучува изворите на финансирање на нивните деца, тие ќе добијат државна пензија. Значи, услов е и двајцата да немаат, или ако е сам останат, тој да нема никаква... Да нема семена и да нема приход, да. Добро. Законот за антидискриминација од јуни е во собранието, ми се чини, но никако и тој да дојде на дневен ред. Таму е проблем во ведувањето на сексуалната ориентација како експлицитен основ за заштита од дискриминација, така? Да. И веќе видовме во јавноста дека дел од пратениците на ДУИ, а речиси целата пратеничка група на ВМРО ДПМН се против донесувањето на таков закон. Има ли напредок на овој план? Бидејќи наводно има некакви најави дека ДУИ ќе го гласа законот. Јас во јавност слушнав тоа. Онако што може да го кажем за тој закон е дека е целосно усогласен со европското законодавство, дека ги интегрира во себе сите меѓународни документи кои што Македонија ги ратификувала, се обврзала дека ќе ги спроведе, и тоа ме радува многу. Дополнително во законот стои дека ќе имаме конечно професионална комисија која што ќе знае што работи и како работи, комисија за антидискриминација, која што нема сама по себе да дискриминира. Дополнително имаме буџет определен за оваа комисија, кој што е солиден и со кој што ќе може да располагаат и да работат. Но исто така чекањето од 6 месеци или 7 месеци на овој закон во собранието укажува на спремноста за реформирање во овој дел. Од што е стравот? Тоа ќе мора да ги прашате самите пратеници. Не сметам дека треба да има страв по однос на овој закон. Конечно, Македонија ќе се осовремени и ќе следи текови европски, за тоа што значи да не се дискриминира во едно општество и со тоа да им дадете можност сите граѓани да живеат квалитетно и да не се чувствуваат нападнати само заради својот родов идентитет или сексуална ориентација. Може ли ова да се смета за вовед во можност за склучување истополови бракови? Видете, како што слушаме. Законот за семејство го регулира семејството. Овој закон за недискриминација апсолутно не регулира семејство, ниту брачни односи, ниту односи помеѓу партнери. Стравот е неоснован, затоа што законот за недискриминација не ги таргетира. Ако треба да има страв. Видете, има луѓе што веројатно се плашат од истото. Јас тоа нема да го коментирам, секој со својот страв така живее, но овој закон не се однесува само на подобрување на состојбата на лицата кои што имаат различна сексуална ориентација или родов идентитет. Овој закон значи многу за сите граѓани. Најважно е тоа што ќе имаме професионална комисија и секој ќе се чувствува многу побезбеден во момент кога ќе се најде пред дискриминација. Ставена и сегрегацијата, која што досега не беше никаде позиционирана и навистина ме радува што овој закон е во собранието, но едноставно чувствувам и некој разочарување заради тоа што мнозинството после 7 месеци се уште не може да се согласи дека Македонија конечно треба да стане држава која што не дискриминира и која што ги почитува човековите права, за која што нели многу
конвенции и многу меѓународни документи сме ги подпишувале и сме ги ратификувале во собранието. Може би ќе влезам во сферата на шпекулациите, но слушам анализи во насока на тоа дека законот се држа во фиока и меѓу другото, затоа што вие повеќе пати споменувате, дека со него се предвидува воспоставување на нова комисија за заштита од дискриминација, а постоечката требало да му се најде на Никола Груевски за да му го издаде ова мислење за кое што се смета дека му помогнало да добие азил во Унгарија. Велам свесно влегувам вака во сферата на шпекулациите. Не знам дали може да го искоментирам ова. Претходната комисија на многу наврати беше разочарување за граѓаните на Република Македонија, заради тоа што не им ги штитеше интересите. Секоја чест има исклучоци, многу прогресивни луѓе во самата комисија, но тие имаат издвоени мислења и размислуваат поинаку. Но има и луѓе кои што навистина не може да бидат во комисија за недискриминација кога и јавно дискриминираат и оквалификуваат. Минимална плата. Најавувате нова можност големување на минималната плата. Еднаш од кога дојдовте на власт, веќе го направивте тоа. Тоа беше едно од вашите ветувања во предизборната кампања, но на оваа најава сега добивте предупредување од Меѓународниот монетарен фонд. Велат владата да биде многу внимателна, затоа што нашите анализи во други држави покажуваат дека евентуално ново зголемување може да доведе до зголемување на невработеноста кај младите, а Македонија има изразена невработеност кај младите, 48%, и плюс зголемување на бројот на работници на црно или оние кои што се во сивата зона, во зоната на сивата економија. Минималната плата ги даде ефектите кога ја зголемивме и тоа како. 90.000 граѓани за прв пат добија повеќе средства во сопствениот буџет, посебно оние во најризичните гранки, како што е текстилната индустрија, кожарската индустрија, индустрија за облека. И тоа даде подобар стандард за сите овие граѓани. Дополнително, не само што... Сигурни дека дел од парите не ги враќаат на газдите? Тука максимално правиме да Инспекторатот за труд и сите здруженија на граѓани кои што се во блиски контакти со работниците да пријавуваме и да се следат овие постапки. Ниту еден закон не се имплементира во 100%, така секогаш има одредени работи за кои што се сомневаме, но токму затоа Инспекторатот за труд во соработка со сите други институции и граѓански организации работат на терен за да ова се спречи и да се намали. Имате документирани случаи? Има документирани случаи, со тоа што јас ги повикав и самите работници да знаат дека во Законот за работни односи е кривична одговорност враќање на финансиски средства, не е прекршок. И токму затоа е ставен таму тој член од Законот заедно со организација на работодавачи кои што го поддржуваат тој член од законот, затоа што злоупотребата на работникот во суштина носи и помала продуктивност во секоја компанија, а тоа на реалниот бизнис кој што работи согласно законите не му одговара. Сега правевте ли анализа од овој аспект за кој што ММФ ве предупредува? Токму затоа следното може што сакам да го кажам е дека ние усогласивме веќе еднашка минималната плата во 2018 година и таа од 12.000 стана 12.126, сега во март има ново усогласување. Таа се усогласува со 30% од БДП, 30% од просечната плата, од растот на просечната плата и 30% од растот на трошоците на живот. И тоа е едно стандардно континуирано зголемување. Но секој дополнително зголемување, кое што е потребно во нашата држава за да со тоа ги подбутнеме и растот воопшто на просечната плата и воопшто платите во Република Македонија, се преговара со организација на работодавачи, синдикати, другите економски ресори за да се види дали може да се постигне консензус за донесување на дополнително зголемување на минималната плата. Но тоа е вештачко, тоа е артифицијално зголемување на платата, тоа не е зголемување на пазарни основи. Така, но во Македонија минималната плата беше на едно екстремно ниско ниво, посебно во ризичните гранки. Со цел да се стимулира растот на плати, но и да се зголеми квалитетот на живот, државата, заедно со социјалните партнери на економско-социјален совет во државата кој што постои согласно закон, се дискутираше минималната плата и таа се усогласи со сите партнери. И гледате дека не даде негативни ефекти, затоа што бизнисот точно знае колку може да издржи. Но ние како влада не наметнавме задолжително да секој мора да ја зголеми минималната плата, без притоа да понудиме и
подршка. Се понуди подршка и бизнис компаниите кои што има помали приходи, да кажеме, аплицираа и добија подршка за растот на минимална плата. И не застанавме тука, затоа што минималната плата ја отвори спиралата на зголемување на платите во нашата држава, па дадовме подршки за растот на плати помеѓу 12.000 и 18.000. И за тоа ги субвенциониравме фирмите за да може да го издржат истото ово оптеретување кое што е согласно закон. Сега имате некаков таргет кога и за колку би ја зголемувале повторно? За ова прашање се разговара во владата, но кога и како, тоа дополнително ќе ви известиме. Дали е можеби ова нова предизборна мерка? Видете, мислам дека зголемувањето на минималната плата е мерка која што стои во програмата на владата. И тука нема ништо кое што е адхок или кое што е ново, кое што досега јавноста не го слушнала. Важно е да минималната плата расте во нашата држава. И не сметам дека тоа нужно ќе донесе до зголемување на неформалната економија, која што во нашата држава е секако голема, и затоа донесовме како влада стратегија за борба против неформалната економија, но тука се повеќе сегменти, не е зголемувањето на минималната плата, ниту па дека ќе донесе до зголемување на младите кои што се невработени. Ама што се аргументите за тоа? Бидејќи ММФ вели дека ова своето предупредување го базира на анализи и истражувања правени во други земји во кои што владите преземале слични мерки како вие за кои што зборувате, но потоа ефектот од нив бил ваков. Да, со тоа што ММФ и за претходното зголемување го имаше истиот став, но затоа велам се прават анализи и проекции и ние никогаш не одиме со радикално зголемување без поддршка. Токму затоа минималната плата која што ја зголемивме и тоа за 50 евра зголемивме во тие ризични гранки не даде негативен ефект на отпуштање на работници. Стравот и тогаш беше кај меѓународниот фонд и кај работодавачите дека можеби ќе се случи намалување на бројот на вработени, и тоа не се случи. Зошто? Затоа што имаше добро сетирана програма која што ги поддржа компаниите и во растот на плати, и ја поддржавме и спиралата, го поддржавме и растот на минималната плата. И со тоа на некој начин сите беа задоволни. Повисоки плати има работниците и работодавачите ги покрија своите трошоци. На оваа влада може да и се забележуваат многу работи, но во исто време некако мислам дека е неподелен впечатокот дека ако во некој ресор има поместувања, тоа е вашиот ресор, бидејќи таму навистина впечатокот е дека се случуваат темелни поместувања. Например, едно од тие деинституционализацијата, видовме дека се испразнети веќе домовите за деца без родители, ги сместивте во мали групни домови. Сличниот процес се случува и со други домови. Дали е таа реформа заокружена или имате уште работа таму? Има уште многу работа таму, отприлика уште минимум 3 години. Сметам дека 2019 година имаме уште 2 институции кои што би требало да го видат своето трансформирање во целост, додека Демиркапија би требало 2020-2021 да видиме како трансформирана, затоа што таа е најтешка, има најголем број на корисници, но и интеграцијата на корисниците ќе оди потешко. Од една невладина организација стигна навистина тешки обвинувања на ваша адреса, а тоа е дека во дел од овие нови мали групни домови за децата без родители се случуваат непријатни работи, дека децата се изложени на малтретирање, па дури и на физичко насилство, рекоа дека имаат и докази за тоа. Да, не ги понудија на јавноста доказите, но зборовите некако тешко прозвучеа. Имате сознание вие дека навистина се случуваат злоупотреби? Не, заради тоа што не само медиумите, туку и сите други имаат пристап до овие мали групни домови, посебно што се тие интегрирани во локалната заедница, иако досега беа изолирани, самите големи институции со големи дворови околу нив, малку луѓе имаа пристап, сега до вашиот комшија вие секогаш имате пристап, а тие се комшии на многу други луѓе. Но овие организации се среќаваа и претходно со мене, Што е тогаш нивната мотивација да го зборуваат тоа, ако не е точно? Не би коментирала што е мотивацијата, тоа само тие знаат што е нивната мотивација. Јас побарав, ако имаат докази за такво нешто, да ги достават и до мене, и до надлежните институции, до социјалната инспекција, за да може да се утврди дали е тоа така или не е така. Се понуди видео, аудио материјал кој што беше проектиран на една телевизија. Таму нема
докази за истото, но нели треба да се, ако сите кои што се сомневаат за овакво нешто, треба да го пријават и до мене и до надлежните институции, затоа што вака инаку разговараме за нешто кое што за мене е непостоечко, но треба да се испита. Видете, тоа е секогаш возможно, затоа што секогаш кога има вклучен човечки фактор, кога имате воспитувачи, кога имате деца кои што се да речеме некогаш и со судска мерка, може да се случат одредени работи, но малите групни домови го даваат својот ефект и навистина сум срекна затоа што и самите воспитувачи ја видоа разликата во дејствувањето и можноста за влијание еден на еден на деца кои што биле оставени на системот. На што друго работите во моментот во ресорот? Многу е важна детската заштита, на која што работиме и на вработувањето. Оперативниот план за вработување се усвои на влада и имаме рекордни 1 милиарда и 100 милиони, дополнителни 100 милиони од меѓународни развојни финансиски средства. Чекате, сега тоа за фалење или рекордни милиарда и 100 милиони дека ќе бидат потрошени во денари, зборуваме да не ги збуниме гледачите, за поттикнување на вработувањето. Слушаме забелешки од многу економисти дека државата продолжува да биде главен играч на пазарот. А не треба да биде така. Треба да се стимулира пазарно однесување на сите. Има различни мерки внатре и апсолутно ова е потребно и во сите европски земји се случуваат активни мерки за вработување. Ова не е нешто што Македонија го измислува или го иновира. Само адаптацијата на мерките оваа година ја правиме заедно со локалните бизниси, затоа што во тие мерки имаме преквалификација и доквалификација. Вие знаете дека бизнис секторот навистина има потреба од квалификувана работна сила која што ја нема. Средно стручното образование е уништено и граѓаните немаат никаде да се едуцираат за одредени струки. Токму затоа оперативниот план дава ваква можност да се некој преквалификува, доквалификува. Дополнително за IT вештини, поддршката затоа што велиме дека овој сектор се развива. Плаќаме да младите луѓе може да добијат обука која што е на високо ниво и со која што ќе имаат добра стартна позиција понатаму и ќе се вработат. Така да ова се интервенции во поддршка на младите луѓе и оние кои што треба да се доквалификуваат или преквалификуваат за брзо да најдат работно место. Нема чувството е дека државата наместо да се извлекува од тој терен, но сега дополнително и се фали дека дури милиарда и 100 ќе ги потроши на тоа. Никако и никаде во светот, за да имате добри активни мерки, сите препораки и на меѓународните организации и другите искуства во земјите дека мора да вложите многу финансиски средства и треба да имате добра координација со бизнис секторот и со едукацијата, со образованието, за да може да постигнете добри резултати на активни мерки за вработување. Затоа што ова не се пасивни мерки, се активни кои што ги стимулира граѓаните да превземат акција во свое надоградување или создавање на сопствен бизнис за да може да бидат активни на пазар на труд. Пред известно време беше актуелен случајот со неколкуте набавки во кои што учествувала фирмата на вашиот сопруг, партнер. Фирмата се вика Flycam. Беше објавен еден случај на набавка на дрон за општина Куманово, друг случај со АД Мепсо за публиката да има увид. Едниот е од 2018 година, овој од општина Куманово. Станува збор за вредност на договорот од околу 2000 евра, така стои официјално. Со АД Мепсо вредноста на договорот е околу 12.500 евра. И има уште еден трет случај, тоа е со град Скопје од 2015 или 2016 година. Вредноста на тој договор е околу 8.000 евра. Прво, ви беше забележено што ништо од имотот на вашиот партнер не е пријавено во вашиот анкетен лист. Зошто? Заради тоа што така во законот пишува. Што пишува во законот? Дека не оние кои што се во брачна заедница, брачниот партнер, имотот на брачниот партнер. Ние формален однос немаме. И токму затоа, прашувајќи што се случува, зошто стои брачен партнер, вели тогаш тие односи се регулирани и така натаму. Затоа, инаку јас и независно од законот, јас ги пријавив. Јас заради тоа што бараше јавноста и е многу интересно тоа што го пријавив, но така е. Имотот нема што да се крие. Јас го видов, например, денеска, последно апдейтираниот ваш анкетен лист, од друг имот имате пријавено фирмата со име и вредност пишува 607.500
денари, тоа се 10.000 евра. Добро. Тоа да не е влогот. Стекнување на друг начин, предпоставам основачкиот влог е тоа. Веројатно, како што побарале правниците, така се дадени податоци. И тоа е тоа, друго ништо немате пријавено, ти не можеш да најдам друго ништо. Не пријавени се гаража и пријавено е имот. 1000 квадрати некое земјиште. Тоа е дополнително не мој имот, туку тоа е на партнерот, иако согласно законот не треба. Во типизацијата на имотот не пишува имот на партнер или на... Не постои такво нешто. Во анкетниот лист вие не може да наведете партнер, има сопруг, имате други роднини или не знам, но нема партнер. И баравме начин како да го пријавиме и ете така, мислам дека е со празен основ. Кај нас брачните, вонбрачните заедници не се изедначени, партнерите не се според права изедначени? Не е јасно, затоа што законот за семејство, каде што ги регулира односите, вели се изедначени, но кога ќе видите во делот на здравствено осигурување немате заедничко и немате право за користење, пензиското немате заедничко право да го користите, постапките за имот треба да се водат судски, значи не се подеднакво поделување на имотот, значи малце е конфузен тој дел и сметам дека треба да во законот за семејство понатаму се отвори да се регулираат регистрирани партнерски заедници како секаде во светот. Но сега е нејасно, токму и законот за оној закон во кој што јас имам обврска да го пријавам имотот мој, јас сум го пријавила на мојот брат и на мојата мајка и така натаму, имотот внатре нема можност да го пријавите партнерот, нема основ по кој и затоа и во самото штиклирање на табелата нема таков основ, но ете јас го пријавив, не знам како, битно е да стои таму како попишан, па не е ни важно, за да не луѓето се сомневаат дека има нешто што ќе се сокрие кај имотот. Свесно ги кажав сумите, да, навистина станува збор за мали суми, но ако сето ова го гледаме од принципиелна основа, тогаш може да биде проблематично, се согласувате? Оно што сакам да го кажеме дека ако јас сум ја злоупотребила службената положба за да нештото се случи или ако сум го злоупотребила законот, сум го прекршила законот, тогаш има принципиелен проблем. Инаку неговата фирма си работи и претходно, може да кажеме подобро од денеска, баш заради тие сите ограничувања кои што денеска ги има, каде све може да аплицира на тендер, иако е тоа право на и слобода на избор, но многу често се случува да се повлече од одредени постапки само заради тоа што може да биде таргетиран. Се договоривте дома дека веќе нема да работи со јавни пари, откако се тоа се случи? Видете, мислам дека треба да си одлучи компанијата што ќе си прави и како ќе прави. Јас не сметам дека треба да влијам на тоа дали они ќе аплицираат или нема да аплицираат, што ќе прават, заради тоа што таа компанија постои уште пред ја да стана министерка, посебно што ние не сме во формална врска. Добро. Толку за вечерва. Се надам дека беше интересно за публиката. Реков, водите прво многу богат ресор, а второ мислам дека го направивте да биде и динамичен ресор. Многу работи се случуваат. Се надевам дека оваа голема реформа ќе се откочи не за друго, за да почне да се спроведува, па да можеме по извесен период да видиме навистина дали ги дава резултатите за кои што вие предпоставувате дека треба да ги даде. На планот пред се на намалување на сиромаштијата и на обидот овие лица да се извлечат од таа зона на неактивност и да се обиде да преку доквалификации, преквалификации утре да се вработат. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Благодарам на поканата. Ве поканувам да останете со нас, по уште една кратка пауза, следува саботажата. Следува саботажата. Автор е Сречко Поповски. Сличноста меѓу македонското право и дивото животно кое никако да се разбуди од зимскиот сон е тоа што и едното и другото се длабоко заспани. Постојано се местат стапици со кои се буди надеж дека сонот ќе им биде земен, но без исклучок во нив влетуваат политичари кои реагирајќи инстинктивно, наместо да им ги отворат очите, придонесуваат тие дополнително да се ушушкаат во своите пештери. За мечка да ми кажете? За која мечка? Имате некои мечки вие овде во Охрид? Добро, наставаме на премиерот да ја откријат мечка. Од такви бели мечки како онаа во Лагадин и нападната Македонија.
наместо да бидат санкционирани за својата дрскост и безумност, им се дава право да бидат бесправни, па дури и со отворена можност да се чувствуваат како заштитена сорта. Дури и да постои правно формален аспект во одделението за урбанизам, не може, не бива. Не бива, не може, најлесно да биде не. Ке најдат начин како да биде да. Затоа им е најлесно да се прчат на оние што веќе имаат такво дебело крзно кое ги штити од се. Тие, миленичиња на секоја власт за кој има неподелен консензус дека поседуваат трајна вредност, секогаш знаат кој е руво да го наметнат, за да им бидат допадливи на партнерите кои доминираат во државната шума. А видите, јарно сам сега имам две бундесничини. Имам првата бунда ми е од американскиот председател Обама, а втора бунда имам иста таква, друга бунда сега, таа е од Путин. Значи, ги менам бундите од двете. Нивните соперници пак никако не успеваат да ја добијат милоста на своите предпоставени и постојано им се шијат одела во кои им е тесна кожата. Чаве ме верноста и доследноста, кога таа не е впечатлива и духовита, туку предизвикува нервоза. Абе, Самка, после се љутиш кога те прозивам одовде. Не мора да си капак на сите работи што се случат. Поостави го Панче Минов, кој си ти сега? Седи на свое место. Сепак тоа што некој го менува влакното не значи дека не може да му биде прозрен карактерот. Ако не се читало продлабочено, разбирливо е да не се знае дека еден од неговите ликови е Мечкојат, но мора, барем од општа култура, да се знае кој го напишал првото дело на современ македонски јазик, зашто токму на авторот сте придонесле поскумно да му ја симнете круната од главата. Знаете ли кој го напишал делото Село зад 7 јасени? Не знаете? Славко Јаневски. Го илустрирате, вие подпишавте за него илустрација, гласавте. Не се сеќавам, ама сакам да кажам, го следев законот. Го следев законот и го немам скршено никаде закон. Нормите не ги кршат оние што не читаат доволно, туку тие што погрешно ги интерпретираат фактите. Тоа всушност зборува повеќе за друштвото во кое се дебатирало на темата, отколку за сознанието до кое самостојно дошол членот на највисокото партиско раководство, кој без елементарно познавање шири таква дезинформација. Членството во НАТО, тоа чини некои 400 милиони од прилика годишно. Знам, кај ќе ги најдат тие пари Македонија, како ќе ги обезбедува тие 400 милиони да си го плати, да си га плати безбедноста што НАТО ја гарантира. Ке банкротираме втората, третата година. И на крајот, до банкрот не водат парите за НАТО, туку огромната заблуда која ја креира отсуството на перцепција за реалноста. Тука има и други игри, нели? Една хибридна војна која е лансирана против македонскиот народ, не е исклучено, нели, она зашто си поигруваа со мене на мрежите, нели, кемтрейлови и такви работи. Никој не води никаква војна против нас, колку што ние самите војуваме против себе. Имате некои мечки вие овде во Охрид? Благодарам за вниманието со кое не следевте вечерва. Ке се видиме повторно в понеделник од 22. Налсад следуваат вести, останете и погледнете ги, а нас може да не следите и на веб страницата 360stepeni.mk и на нашите Facebook и Twitter акаунти. Пријатно!